Добар ден сите почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Блокирање на законите кои се од витален интерес за граѓаните е начинот со кој Мицкоски се обидува да го покрие неуспехот од 6-месечното владење на неговите градоначалници. Веќе трет месец председател на Собраниската комисија за земјоделие Љупчо Димовски одбива да ги стави на разгледување измените на Закон за земјоделство и рурален развој, кои ги доставија пратеници од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата. Имено, со предлог измените на законот треба се отстранат административните пречки за исплата на субвенциите за земјоделците. Односно, се отстранува дополнителниот услов кој се провлекува дури од 2015 година, а според кој, за да искористат државната финансиска поддршка, земјоделците треба да ги имаат платено даноците и придонеси за кои е надлежна управата за јавни приходи. Со блокадата на измените, Христијан Мицкоски, ВМРО ДПМН и поранешниот министер за земјоделие Љупчо Димовски и нанесуваат директна штета на тутунопроизводителите. Во време кога парите од субвенциите и се најпотребни на тутунарите, кога се вршат планови подготовки за новата реколта, Мицкоски и ВМРО ДПМН блокираат и кочат. По примерот на унгарскиот бегалец Никола Груевски, Мицкоски ги става личните и партиските интереси пред интересите на земјоделците. Манипулира и си поигрува со маката на производителите на тутун. Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема да дозволи никој и никогаш повеќе да ги злоупотребува тутунарите. Субвенциите за тутун, кои ги издвои владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во износ од 1 милиарда и 300.000 денари, ќе завршат во раците на 17.278 тутунопроизводители. СДСМ, како докажан партнер на земјоделците, ќе продолжи со уште поголема помош и поддршка на земјоделскиот сектор. Благодарам.